Британците повторно гласаа за Брекзит. Ова се потврдува со убедливата победа на изборите на британскиот премиер Бори Џонсон, со тоа што сега има слободен пат до поддршка во парламентот за договорот со Европската унија и до исполнување на предизборното ветување Брекзит до 31 јануари. Пријатели мои, успеавме. Изгреа нова зора, нов ден и нова влада. Сакам да им честитам на сите за освојување на најголемото конзервативно мнозинство од 1980 година. Ке завршиме со Брекзит на време до 31 јануари, нема ако и нема можеби. Овие избори ја покажаа волјата на британскиот народ. Неговиот ривал лабористот Корбин разочаран. Брекзитот ги поларизираше гласачите. Темите како социјална правда беа фрлени во позадина. Тој се повлекува од лидерската позиција и вели дека нема да ја води партијата на ниту едни избори. Како и да е, Брекзит длабоко ја поларизираше и подели оваа земја и ја засени во обичаената политичка дебата, и јас признавам дека тоа придонесе за вечерашниот резултат на лабористичката партија низ целата земја. Социјалната правда и прашањата за потребите на луѓето нема да исчезнат само затоа што се справуваме со Брекзит на начинот на кој Борис Џонсон веројатно планира да се справи со тоа во моментот. Последните податоци од преброените гласови говорат дека конзервативната партија освоила 364 места во парламентот, а лабористите 203. Со ова Џонсон обезбедува потребно мнозинство за Брекзит на 31 јануари. Меѓу првите честитка му упати американскиот председател Трамп, а Европската унија ја поздрави чистотата на изборниот резултат. Се јави и поранешната премиерка Меј, која е убедена дека ова значи излез од политичката парализа и обезбедување договор со Европската унија до крајот на 2020 година.